катастрофата Кипидна, Ајмилиј Паул не се упатил веднаш во Македонија. Прво и дозволил на војската да ја задоволи својата жет за пари и за плен. Цената ја платиле градовите што ја поддржувале Македонија. Потоа прокрстелил низ 1000, посетувајќи ги најзначајните светилишта и храмови. Во Делфи нарачал да му се изработи статуа под која пишувало: Лукиј Ајмилиј император за поразувањето на Персеј и македонците. Дури во 167 година, конечно, се собрале македонските делегати во Амфипол, а таму пристигнал и Паул. Најпрво се собрале македонските првенци, потоа пред нив бил изложени ковчезите полни со кралските пари и документите од кралската архива. Дури тогаш влегле Ајмилиј Паул и членовите на комисијата. Овој пат немало преговори, немало дискусии, немало услови. Рим решил сосема да ја растури македонската држава. Целата територија на сега веќе минатото кралство била поделена на 4 административно-географски области – мериди. Ваквата поделба веројатно потекнувала уште од времето на Филип Пети, во времето на неговите реформи за внатрешната реорганизација. Областите немале имиња, едноставно биле означени со бројки. Првата мерида се протегала меѓу реките Стримон и Нестос, но кон неа биле припоени и некои територии надвор од овие граници. Бисалтија на запад и териториите под македонска власт до Хеброс на исток. Главен административен центар бил градот Амфипол. Ливиј ја истакнула ревноста на бисалтите, плодноста на почвата каде можеле да се насадат разни култури, рудниците и извонредната позиција на Амфипол. Втората мерида ја опфаќала територијата меѓу Акси и Стримон. Во неа биле вклучени и Халкидика и Пајонија. Главен град бил Тесалоника. Ливиј го споменува процутот на Тесалоника и Касандреја, плодната и богата почва на Палена, најзападниот крак на Халкидика и извонредната положба на бројните пристаништа. Трета мерида се наоѓала помеѓу Акси и Пенеј, а на северозапад до планината Бермион. Главен град била Пела. Според Ливиј, тука особено била обработувана плодната земја и тоа од големиот број на населени келти и илири. Нивното доселување секако е резултат на политиката на Филип Пети, кој меѓу другото го преселувал населението, но ги прифаќал и туѓинците, бидејќи со тоа ја зголемувал и бројноста на народот. Четвртата мерида била составена од горно-македонските области од Бермион до границата со Илирија и Епир. Главен град била Пелагонија. Според Ливиј, почвата била тешка за обработување, климата била студена, а локалното население било по-жестоко. По неколку дена Паул свикал второ заседание. Таму биле изложени законските одредби што морале да се почитуваат во сите мериди. Секоја мерида представувала посебен ентитет, а меѓусебното поврзување било строго забрането. Бил забранет брак меѓу жители на различни мериди, а исто така било забрането и поседување на имот и објекти во повеќе од една мерида. Третата мерида била сосема разоружена, но на останатите 3 им било дозволено да држат погранични одреди заради заштита од барбарите. Секоја мерида се управувала самостојно. Главното тело бил Советот на представници, Синедри, иако не било предвидено заедничко тело на сите 4 мериди, се чини дека неколку месеци подоцна тоа било формирано заради посредство помеѓу Сенатот и одделните мериди. Се споменуваат и 4 службеници задолжени за собирањето на данокот наменет за Рим. Забрането било сечење и извезување на македонските шуми заради опревување на туѓи флоти. Рудниците за железо и бакар продолжиле да работат, но оние за злато и сребро биле затворени. Бидејќи сега биле слободни, било предвидено македонците да му плаќаат на Рим данок во половина од износот што му го плаќале на кралот, но поради сериозните економски ограничувања на меридите, ова олеснување всушност воопшто не ја подобрувало ситуацијата на населението. Но тука не завршувала новата слобода. Во текот на првата конференција, Ајмилиј прочитал список на македонци кои морале да бидат депортирани во Италија. Кралските пријатели, носителите на пурпур, командантите на разни одреди, гарнизони на флотата, дипломатските представници и сите оние кои имале некаква функција под кралот, како и по старите кралски пажови. Така, со една одлука, Македонија била лишена од цел еден слој, и тоа токму оној слој кој имал искуство во управувањето со државата.
Обидот за избегнување на оваа мерка се казнувал со смрт. Како јавна демонстрација, двајца хелени, едниот Ајтолец, кој се борел против Рим, а другиот Тебанец, кој заговарал сојуз помеѓу Теба и Персеј, биле обезглавени. Ваквите мерки, преземени од Рим, јасно ги покажуваат нивните две главни цели. Од една страна, тотално ослабонување на Македонија до тој степен, што таа веќе никогаш нема да може да представува закана за римските интереси, но од друга страна, неволност директно да ја преземат управата и заштитата на границите. Од Амфипол, Аемилиј тргнал на запад, каде во Епир неговата војска спровела невиден терор. Се префрлил во Италија, каде му бил одобрен и организиран триумф за победата над Персеј. Пленот што го донел од Македонија стекнат секако со безмилесно гравање, при што особено настрадала Пела, бил толку голем што римската држава го укинала личниот данок на своите граѓани. Опис на триумфот е зачуван кај Плутарх. Во театрите за конјски трки, што ги нарекуваат киркуси, но и наоколу низ форумот, луѓето направиле гледалишта, а заседнале и на сите други делови од градот што давале убав поглед на свечената поворка. Оттаму гледале облечени во свечена облека и сите храмови биле отворени, полни венци и темја. Имало многу прислужници, редари, кои ги задржувале луѓето што претрчувале и се слевале во средиштето, па така тие ги одржувале улиците отворени и чисти. За свечената поворка биле одредени 3 дена, но во првиот едва стасале да ги прикажат запленетите бисти, слики и джиновски статуи, носени на 250 коли. Утредента пак на коли било изнесено најубавото македонско оружје што блескало од чиста бронза и железо. Оружјето било распоредено вешто и грижливо, но така да изгледа дека е нафрлано без особен ред. Шлемови врз штитови, панцири врз објала, критски и тракиски штитови и тулци меѓу конјски узди, а меѓу нив голи мечови и сариси. Меѓу сево ова оружје бил оставен простор, па додека колите ги носеле, парчињата се удирале едно од друго, ечеле и звечкале. Иако тоа било оружје на поразените, сепак предизвикувало голем страф. Зад колите со оружјето оделе 3000 луѓе, кои носеле сребрени пари во 750 садови. Секој од садовите собирал по 3 таланти, а ги носеле по 4. Други пак носеле сребрени кратери, рогови, пехари и чаши со извонредна големина и длабоко врежани украси, убаво наредени за гледање. Третиот ден, на изгрејсонце, тргнале и свирачите на салпинги. Тие не свиреле борбена или свечена песна, туку музика со која римјаните се бодрат за битка. По нив оделе 120 згоени волови со позлатени рогови, накитени со венци и врпци, но на жртвување ги воделе младичи со убаво сошиени престилки, а зад нив оделе момчиња со златни и сребрени садови за леанки. Потоа чекореле оние со златни и сребрени пари во садови од по 3 таланти, садовите биле 77 на број. Носачите што оделе по нив го држеле светиот сад, што Аемилиј нарачал да се изработи од 10 таланти злато и да се украси со скапоцени камења. Потоа се појавиле луѓето што ги покажувале златните садови на Антигонидите, на Селевкидите, на Териклеските и најпосле оние на Персеј. По нив бојната кочија на Персеј со неговото оружје, а врз оружјето неговата кралска шапка. На мала оддалеченост ги воделе децата на кралот како робови, а со нив и цела толпа дадилки, учители, воспитувачи, кои ни солзи ги подавале рацете кон гледачите, а и на децата им велеле да молат и преколнуваат. 2 деца биле машки, 1 женско. Поради својата возраст, тие и не биле сосем свесни за неволјата во која се нашле, па побудувале поголемо сожалување од што Персеј, кој чекорел речиси незабележан. Милосрдието ги свртело очите на римјаните кон дечињата, па се случило многумина да пролеат солзи. Се додека децата не поминале, гледката кај сите предизвикала мешавина на болка и радост. Зад децата и нивните прислужници одел Персеј облечен во темна, траурна наметка и народни чизми. Неволјите што го снашле, направиле да изгледа сосем скршен и обезглавен. По него пак со натажени лица чекореле неговите хетајри и пријатели кои непрестајно гледале во кралот со насолзани очи, сакајќи да им укажат на гледачите дека ја оплакуваат неговата судбина, а нивната ни најмалку не ги засега. Всушност, Персеј пратил луѓе кај Аемилиј и го замолил да го поштеди од понижување и да не го води во победничката поворка.
но се чини дека Ајмилиј му се подбивал поради страшливоста и кукавичкиот копнеш по живот, па им одговорил: па тоа и порано зависеше од него, а зависи и сега, ако му е по волја, целејќи на смртта која е пославна од срамот. Но страшливецов не нашол сили, туку станал дел од сопствениот плен, обессилен и подпрен на некакви бледи надежи. По сиве овие луѓе биле носени 400 златни венци, што пратениците од многу градови му ги пратиле на Ајмилиј како дар за победата. Најпосле, на оваа убаво украсена бојна кочија се појавил лично Ајмилиј, човек што би привлекол сечи поглед и без толкави свечености. Бил облечен во порфирна наметка опшиена со злато, а во десната рака држал гранче ловор. Гранчиња ловор носеле и сите војници кои построени по одреди и чети ја следеле кочијата на војсководецот, пеејќи некакви старински шегобијни песни, но и победнички, пајани и пофални песни за потфатите на Ајмилиј. Откако бил спроведен во триумфалната поворка на Ајмилиј, Персеј бил фрлен во Зандана. Но овој пат Ајмилиј, иако не го криел презирот кон паднатиот крал, интервенирал и благодарение на него Персеј бил префрлен во почесно заточеништво во латинскиот град Алба Фукенс. По неколку години Персеј умрел. Според една традиција, умрел од гладување што сам го наметно, а според друга, безмилосно бил мачен од своите чувари кои не му дозволувале да заспие. Иако некако функционирал, римскиот систем, наметнат во Македонија, минувал низ криза. Низ меридите постојано избивало незадоволство и немири. Се чини дека ситуацијата особено се влошила во 163 година, па по Либиј немирите дури ги карактеризира како граѓанска војна. Римјаните биле принудени да испратат и комисија за да ги испитаат работите. По неколку години повторно биле отворени и рудниците за злато и сребро, но и покрај тоа немирите продолжуваат. Ваквата ситуација ја искористил еден узурпатор. И околу 150-та година се појавил некој си Андриск, кој се представувал како син на Персеј. Најпрво отишол кај Терес, еден локален тракиски династ, кој бил оженет со ќерката на Филип Пети. Терес го дарувал со кралски венец и потоа го придружувал Андриск на патот до Барсабаса, друг локален владетел. Откако ја добил нивната помош, Андриск ја нападнал Македонија. Но бидејќи меридите не смееле заеднички да војуваат, војските што секоја од нив на брзина ја собрала, лесно биле поразени од Андриск. Андриск најпрво победил во една битка во Одомантика, а потоа и уште во една на задната страна на Стримон. По овие успеси завладеал со цела Македонија. Малиот отпор веројатно се должил и на фактот што голем дел од македонците се противеле на системот наметнат од Рим. Откако завладеал во Македонија, Андриск го зел името Филип, па оттука е познат и како лажниот Филип. За брзината со која Андриск успеал да завладее со Македонија говори описот на Полибиј. Во Македонија се појавува некој си Филип како да паднал од небо и им пркоси на македонците и на римјаните. Голем дел од хелените воопшто не можеле и не верувале дека дошло до таков драматичен развој во Македонија. Но пораките од Тесалија наскоро ги разубедиле. Имено, Андриск не го ограничил своето дејствување во Македонија, туку се вмешал и во Тесалија. Тесалците пак од своја страна побарале помош од Ахајскиот сојуз. Бидејќи во тоа време биле окупирани со Третата пунска војна, римјаните на почеток не му посветувале многу внимание на Андриск. Тие единствено го испратиле Скипион Насика за да го реши целиот проблем по дипломатски пат. Но сваќајќи дека ситуацијата е посериозна од што во Рим се мислело, Насика бил принуден да собере сојузничка војска, пред се од Ахајскиот сојуз, и со неа да се обиде да ја одбрани Тесалија, чии делови Андриск веќе ги освои. Дури по извештајот на Насика, Сенатот решил да испрати војска за да се справи со Андриск. Така во 148 година римската војска, предводена од Јувенти и Тална, навлегла во Македонија. На општа запрепастеност и изненадување, римската војска доживеала страшен пораз, а Тална загинал. Тоа бил најтешкиот пораз што Рим го доживеал во војните со хеленистичките држави. Всушност, поразената римска војска, само благодарение на доаѓањето на ноќта, успеала да го избегне комплетното уништување. Андриск уште еднаш навлегол во Тесалија. Но тогаш пристигнала нова римска војска под команда на Кајкили Метел. Колку била сериозна ситуацијата може да се заклучи од тоа што дури и пергамскиот владетел Атал II се појавил со својата флота за да го помогне дејствувањето на Метел. До решавачка битка дошло во близината на Пидна. Метел се чини подпомогнат со предавство на некој од командантите на Андриск, успеал да извојува победа. Андриск пребегнал кај своите тракиски пријатели, кои сепак под притисок на Рим морале да го предадат.
Колку овој судир, понекогаш во науката нарекуван Четврта римско-македонска војна, бил значаен во очите на римјаните, покажува и фактот што на Метел му бил дозволен триумф, а тој го добил прекарот македонски. По победата над Андриск, римјаните решиле Македонија да ја претворат во римска провинција. Со тоа и дефинитивно државата на античките македонци престанала да постои. Одлуката на Рим Македонија да се претвори во провинција била мотивирана од повеќе фактори. Сваќајќи дека системот осмислен од Ајмилиј не функционира, а истовремено решени уште еднаш да не бидат предизвикани од некој друг узурпатор како Андриск, римјаните оцениле дека е неопходно нивно постојано воено присуство. Исто така, добрата стратешка позиција на Македонија представувала добра почетна точка за идни освојувања и триумфи. Ова особено било важно за младите и амбициозни римјани, кои доколку сакале да се пробијат до политичките врвови во Рим, морале да се стекнат и со некаков воен успех. Исто толку биле важни и економските фактори. Римските трговци и предприемачи можеле да се надеваат на убав профит не само од даноците, туку и од снабдувањето на војската која сега постојано била присутна во Македонија. Но формирањето на провинцијата не ги прекинало појавите на узурпатори. Речиси веднаш штом била формирана се појавиле еден по друг уште двајца. Најпрво некој си Александар, кој исто така тврдел дека е син на Персеј, со војска главно собрана во Тракија ги зазел областите околу реката Нестос. Но тој бил брзо поразен од Метел. Но веќе во 143-та, односно 142-та година, се јавува уште еден узурпатор, различно нарекуван псевдо Филип или псевдо Персеј. Иако успеал да собере значителна војска, и тој многу брзо бил поразен од римскиот заповедник Скрофа. Меѓутоа, за тоа колку била сериозна борбата со овој узурпатор сведочи и фактот што на Скрофа му бил одобрен триумф. Долго време во науката се води дискусија за границите на провинцијата Македонија. На северозапад граничната линија започнувала од Јадранското крајбрежје јужно од Лисос. Потоа по кривулиста линија се движела на исток до Стримон. Оттаму по долината на Стримон продолжувала до горниот тек на Нестос, а оттаму пак речиси се до реката Хеброс, чиј западен брег сепак не влегувал во провинцијата. На југозапад границата повторно се протегала до Јадранското крајбрежје јужно од Авлон. Од тука се протегала се до брегот на Егејското море, јужно од Дион и Олимп до местото каде реката Пенеј се влевала во Термајскиот залив. Како што може да се забележи, на одредени делови провинцијските граници ги надминувале етничките, па така во провинцијата влегувал и дел од Тесалија, а пак од друга страна Орестида не била опфатена во провинцијата, бидејќи Орестите биле римски сојузници уште од времето на Втората римско-македонска војна и биле прогласени за слободни. И се до царскиот период, кога ќе бидат формирани и повеќе други провинции на Балканот, границите на македонската провинција ќе варираат. Ова делумно се должи на фактот што долго време Македонија била единствена провинција на Балканот, па сите римски освојувања во меѓувреме биле приклучувани во низиниот состав. За тоа колку всушност биле нестабилни и непостојани границите на провинцијата, најдобро говори сведоштвото на римскиот политичар Кикерон, кој во еден говор против политички противник вели: но кој некогаш со толку извонредна војска управувал со толку важна провинција како Македонија? Провинција омеѓана од толку многу барбарски племиња, што за управниците границите на провинцијата се протегале доттаму, докаде и римските мечови и копја. Ваквата навидум, чудна состојба, произлегува од самата природа на провинцијскиот систем. Имено пред поимот провинција да означува административна единица, тој означувал географска област на која се протегале војните и политичките овластувања на римските консули и претори. Или пак, поедноставно кажано, доттаму докаде управникот бил во состојба да го наметне својот авторитет и власт, доттаму и се протегала провинцијата. Историјата на провинцијата Македонија може да се подели на два главни периоди. Републиканскиот период, некаде од 50-тите години на Старата ера, и царскиот период од 31-та година на Старата ера па се до крајот на 4 век, кога под Диоклецијан и Константин започнува големата реорганизација на целото Римско царство. Меѓу овие два периода има краток интервал на 20 години кога се воделе граѓански војни. За жал, со падот на монархијата, Македонија веќе не е честа тема во наративните извори. Поради тоа, за овој период знаеме релативно многу малку. Особено малку е познато за секојдневниот живот на жителите и нивната економска ситуација. Меридите не биле сосема укинати и продолжиле да постојат веројатно како локални судско-административни единици. Со оглед на тоа што се случувало во другите провинции, за кои имаме повеќе извори, ситуацијата не била премногу добра.
Населението, особено, страдало од злоупотребите на управниците и на собирачите на данок. Иако првите римски провинции биле формирани уште од половината на 3 век, административниот апарат и начинот на управување останал рудиментиран. Од друга страна, се додека пристигнувала договорената сума во данок, Сенатот не се интересирал посебно многу за состојбите во самите провинции. Поради тоа, тие биле изложени на постојана злоупотреба на управниците, кои пред се биле заинтересирани за стекнување на лично богатство, што потоа пак би им послужило во политичките борби во Рим. Многу пати провинциите испраќале делегации до Сенатот со жалби и петиции, но тие ретко вродувале со плод. Дури и најпознатиот пример од републиканскиот период, судењето на Верн, кој се прославил со неверојатната алчност додека управувал со Сицилија, било преземено не толку заради грижа за провинцијата, колку заради политичките борби во самиот Рим. Но тука не завршувале маките на локалното население. Имено, бидејќи административниот систем се уште не бил доволно развиен, римјаните решиле собирањето на индиректните даноци во провинциите да не ги собираат управниците, туку публикантите. Публикантите биле предприемачки здруженија кои на лицитација се бореле за тоа која провинција ќе ја добијат. Откако ќе ја исплателе договорената сума на државата, тие заминувале во провинциите каде го собирале данокот. Нивните ексцеси и злоупотреби биле особено чести. Најдобар пример е провинцијата Азија, која особено пропатила од нивните злоупотреби во републиканскиот период. Населението често се жалело кај управниците, но тие сватиле дека наместо да се обидуваат да ги зауздаат публикантите, многу поисплатливо е да им се придружат во експлоатацијата на провинциите. Сепак не било се така црно. Имено, изворите заинтересирани пред се за најекстремните примери повеќе се занимавале со нив. Да се пишува за некој доблесен и правичен управник и не било посебно интересна тема. Од тука, врз основа на претходните примери, не треба да се генерализира ситуацијата. Напротив, се среќаваат и примери на добри управници кои потоа биле почитувани во своите поранешни провинции, каков што бил примерот на Марк Ани. Дека и покрај сите проблеми и злоупотреби, македонците генерално не биле толку многу угнетувани, говори и фактот дека нивното држење во римските војни против понтскиот владетел Митридат, имено наспроти поддршката што тој ја добил во провинцијата Азија и во дел од Хелада, македонците останале верни на Рим. Што се однесува пак до политичката ситуација, приликите се нешто појасни. Главна задача на римските управници во Македонија била заштитата на провинцијата од северните и од источните племиња. Особено биле чести нападите на келтското племе скордисци, но и на дарданците и некои тракиски племиња. Уште Метел во 148 година бил принуден да ги одбива нападите од север. Историјата на провинцијата во овој период е една долга и заморна низа од постојани војни, што некогаш завршувале со победа на римљаните, но често и со тешки порази. Затоа колку ситуацијата на моменти станувала критична, сведочи и фактот што во Македонија често наместо претори за заповедници на војската биле испраќани консули, што подразбирало кои со себе воделе и поголема војска. Така, например, летото 119 година, скордисците навлегле до близината на Стоби. Во предстојната битка, римскиот заповедник бил поразен и загинал. Неговиот заменик, веќе споменатиот Марк Ани, ја собрал сета војска што можел и ги поразил скордисците, а потоа ги одбил и комбинираниот напад на некои тракиски племиња и скордисците. За овие успеси во градот Лета бил подигнат надпис во негова чест. Неговите заслуги не се ограничувале само на успешната одбрана на земјата, туку му се искажувала благодарност што не ги регрутирал македонците, иако ситуацијата била критична, но и воопшто за неговиот однос кон населението. Поради тоа, во истиот град биле организирани годишни конјички трки во негова чест. Ситуацијата и понатаму останала нестабилна, при што особено бил сериозен здружениот напад на скордисците, мајдите и дарданците некаде кон крајот на 80-тите години. Во овој напад, тие успеале да се пробијат дури до Делфи. Дури по војната со Митридат, ситуацијата привремено се стабилизирала, а притисокот од север почнал да попушта. Тоа било искористено од римските војсководци, кои постепено почнале да ги освојуваат териториите меѓу Македонија и Дунав. Во времето на граѓанските војни во Рим, Македонија за момент повторно била центар на збиднувањето. Така кога побегнал од Италија, римскиот војсководец Помпеј својот центар го воспоставил во Тесалоника, а војската ја вежбал во Бероја. Се борбените дејствија од војната помеѓу Помпеј и Цезар се одвивале околу Тирахии, а подоцна во Тесалија.
Многу подраматично било во времето на војната меѓу републиканците Касии и Брут и цезаровците Антоний и Октавијан. Тогаш војните дејствија се воделе во Македонија, а решавачката битка се биела кај градот Филипи. По победата на цезаровците, Македонија била меѓу провинциите што потпаднале под контрола на Марк Антоний. Меѓутоа, по поразот кај Актии во 31-та година и смртта на Антоний, следната година единствен и неспорен владетел на Рим останал Октавијан. Со неговата кариера полека влегуваме во периодот на Римското царство. Најважен настан од историјата на провинцијата Македонија во републиканскиот период е изградбата на познатата Вија Егнатија, подоцна попозната како Вија Игнација. Точната година кога била започната изградбата не се знае, иако се претпоставува дека градежните зафати траеле до 30-тите години на вториот век од Старата ера. Основната цел за изградба на патот била стратешка. Имено по неколку години од создавањето на провинцијата, кога морале да ги одбиваат нападите од север, на римјаните им станало јасно дека им е потребен пат по кој брзо ќе можат да ги транспортираат војската и неопходните залихи. Изградбата ја започнал римскиот управник Гнај Егнатиј, за чиј живот и кариера инаку не се знае скоро речиси ништо. Со оглед на тоа дека изградбата несомнено трајала повеќе години, а не е веројатно дека тој го надгледувал изведувањето на проектот до самиот крај, можеби во негово време била дефинирана само трасата. Првично, патот се протегал од Дирахи на исток до Кипсела, источно од реката Хеброс. Патот минувал низ сите најважни македонски градови: Лихнит, Хераклеа Линкестицка, Едеса, Пела, Тесалоника, Амфипол, Филипи и Неапол. Иако во изворите се споменува различно растојание, Страбон вели дека тоа изнесувало 535 римски милји, нешто помалку од 800 километри. Многу брзо бил изграден уште еден почетен крак што тргнувал од Аполонија. Подоцна, кога започнала поинтензивна римска експанзија на исток, патот бил продолжен од Кипсела до Бизантии на Босфор, до крајот на Атиката, но и подоцна овој пат останал главна врска меѓу Мала Азија и Италија. Овој пат бил употребуван долго време уште од праисторијата. Меѓутоа, римјаните биле експерти во изградбата на патишта, па римскиот пат бил поширок, порамен и поправ, бидејќи без проблеми се пробивале премини низ планините и ридовите. Патот бил добро направен за минување на војската и товарните возила и стандардно патот бил широк околу 3 метри, но во градовите можел да достигне и ширина од 6 метри. Иако пред се со воена намена, патот представувал и значајна трговска врска, но и допринесувал за развојот на локалната економија. Со тек на времето, по патот никнувале анови, штали и други објекти наменети за патниците. Сепак не било се така идеално, бидејќи за неговото одржување биле задолжени локалните земјопреседници, кои често не биле заинтересирани да инвестираат за поправките, често било неопходно да интервенираат римските императори. Исто така, кога минувала војската, трговците и патниците морале или да го почекаат низиното минување, или пак да бараат спореден пат. Меѓу другото, римскиот писател Ајлий Аристид се жали, бидејќи кога минувал по патот, временските услови биле многу лоши. Тој морал да прашува за насока, додека пак конаците често биле во многу лоша состојба. Така што низ покривот човек често можел да ги наблюдува звездите. Но, како и да е, сето ова не го намалувало не само военото, туку и економското значење на овој пат. Со стапувањето на Октавијан Август на власт, не само Македонија, туку и целата римска држава влегува во нова фаза од својата историја. Со неговото владење, римската држава преминува од република во монархија. Меѓу другото, сега се вршела построга контрола над управниците на провинциите. Нивната кариера зависела речиси исклучиво од волјата на владетелот, така што жалбите и петициите за евентуалните злоупотреби многу побрзо стигнувале до соодветните органи. Иако провинциите биле поделени на царски, кои биле под директна контрола на владетелот, и сенатски, каде управниците ги одредувал сенатот, во суштина волјата на императорот секаде била одлучувачка. Иако дејствувањето на омразените публикани не било укинато, сепак сега било строго пропишано со закони и под строг надзор. Во третиот век тие биле сосема укинати. До 100-та година биле формирани органи чија единствена задача била надгледување на внатрешната управа на провинциите. Сите овие мерки довеле до олеснување на животот на локалното население и до економски процвет.
Дури и Такит, гласниот противник на царскиот режим, морал да признае дека управата во провинциите сега била многу подобра отколку во времето на републиката. Овој период, како од воено-политички, така и од административен аспект, е мощне важен за провинцијата Македонија. Особено е значаен периодот од 31-та година од Старата ера до 27-та година од Старата ера, кога за управник на Македонија бил поставен Ликине и Крас. Во тие години Крас водел повеќе походи во внатрешноста на Балканскиот полуостров, така што воените действија се повеќе се оддалечувале од Македонија. Во 27-та година од Старата ера, Август ја формирал провинцијата Ахаја, во која влегле Епир и Тесалија, така што сега јужната граница на провинцијата Македонија била јасно одредена. Исто така била утврдена и границата со провинцијата Илирик. Северната па граница за момент се уште номинално се протегала до Дунав. Во овој период, иако војската се уште била стационирана во Македонија, провинцијата била прогласена за невооружена и била предадена на управата на Сенатот. Па сепак и подоцна се среќаваат намесници на Август. Но до 10-та година главнината од легиите веќе биле префрлени во Мезија, каде Август формирал воена команда. Во следните години дошло до формирање на неколку нови провинции на Балканот. Илирик бил доделен на Далмација и Панонија, а до времето на императорот Тиберий и провинцијата Мезија. Кога во времето на Клавдиј била формирана и провинцијата Тракија, границите на Македонија биле дефинитивно утврдени и со одредени отстапки, особено на западната граница, се поклопувале со старите граници од времето на Антигонидите. Подоцна, во текот на првиот или пак почетокот на вториот век, Тесалија била одделена од Ахаја и припоена кон Македонија, така што јужната граница се протегала до Малискиот залив. Периодот на римскиот мир е време на најголем економски процут на провинцијата Македонија, кога градскиот живот добива особен полет. Се разбира, градскиот живот бил мощно развиен уште во времето пред римското доаѓање. Но, по стагнацијата на републиканскиот период, сега зема нов залет. Римскиот енциклопедист Плиний споменува дека во провинцијата Македонија има најмалку 150 градови. Најречито сведоштво за процутот на градовите во овој период се бројните археолошки наоди од римскиот период. Така, на пример, во Филипи се најдени бројни објекти од храмови и порти, комплекс на бањи, латрини, па се до пространиот форум. Театарот, изграден во 4 век од Старата ера, бил обновен, проширен и прилагоден и за гладиаторски борби. Треба да се истакне дека не станува збор за изолирана појава. Напротив, во речиси секој град од овој период може да се забележат истите пројави на развој и благосостојба. И така, на пример, на ефбескиот список од Стибера од 74-та, односно 75-та од нашата ера, се набројани 135 ефеби и тоа е најголем список најден на еден провинцијски град. Поради својата извонредна положба, не само што низ неа минувала вија Егнатија, туку располагала и со одлично пристаниште. Во овој период посебно напредувала Тесалоника. Иако била седиште на провинцијскиот управник, Тесалоника била прогласена за слободен град. И тука се забележани бројни градежни зафати од овој период. Форумот, на пример, бил обновен, проширен во вториот век, исто како и театарот. Меѓу бројните градби особено се истакнува подземната стоа. Од времето на Август во Македонија почнува посистематско населување на римски воени ветерани. Имено, уште претходно римските трговци се населувале во Македонија, но дури по граѓанската војна меѓу Помпеј и Цезар започнува официјално колонизирање на територијата, што добива на интензитет по битката кај Актиј. Воените ветерани од Рим биле населени во Дион, Пела, Филипи и Касандреа. Овие градови имале латинско граѓанско право. Од тој период потекнува и опидумот Стоби, кој наскоро ќе стане муниципиум. Новите доселеници главно биле земјопоседници кои играле важна улога во општеството. Исто така, повеќе сенаторски семејства поседувале големи имоти во Македонија. Сепак, овој развој ниту го истиснал, ниту пак го намалил значењето на локалното население и локалната аристократија. Иако со векови под римска власт и делумно изложено на романизација, локалното население го задржало светето значење и голем дел од традициите од времето на Аргеадите и Антигонидите.
Тоа може особено убаво да се забележи од квази автономните монети емитирани од македонските градови, каде се јавуваат карактеристични македонски символи и прикази, и тоа не само на разни божества, туку и на Александар и толку омилениот приказ на конј. Треба да се истакне дека, за разлика од жителите на околните земји, македонците биле многу почесто регрутирани за воена служба. Тие биле особено бројни во империјалната гарда. Ова секако се должело не само на навикнатоста на населението на постојана воена служба, туку и на славното воено минато. За економијата, за жал, не може да се каже ништо подетално. Најверојатно, основа на економскиот живот и понатаму било земјоделството. Дополнителни приходи, како и порано, биле стекнувани од извозот на дрво, како и од рудниците за злато и сребро. За развојот на трговината допринесувале не само добрата позиција на Македонија, туку и Вија Егнатија, но и бројните пристаништа. Во царскиот период доаѓа до развој на конкилиуми, којнони, односно локални совети. Во републиканскиот период тие пред се служеле како посредство меѓу управникот и локалното население. Во царскиот период пак нивна главна функција била грижата за одржувањето на царскиот култ. Одржувањето на овој култ било во рацете на локалното свештенство, кое со тоа можело да се надева дека во догледно време ќе се стекне со статус на римски граѓани. Центарот на македонскиот којнон била Бероја. Овој којнон за прв пат е засведочен на монетите од времето на императорот Домитијан. Меѓутоа, освен овој којнон, во Македонија постоеле уште неколку којнони, како оние на Орестите и Елимејците. Посебно место во историјата на царската провинција Македонија заземаат патувањата на Свети Павле, кој во неколку наврати ја посетил Македонија. Имено додека се наоѓал во Мала Азија, Свети Павле имал привидение при што некој македонец застанал пред него и го молел: "Дојди во Македонија да ни помогнеш." Веднаш по тоа настојување да минеме во Македонија. Иако се чини дека тој ја минал целата Вија Егнатија од Неапол до Јадранското море, неговото главно дејствување паѓа во Тесалоника и особено во Филипи. Иако доживеал повеќе незгоди, па дури бил и привремено затворен, благодарение на неговото присуство во Македонија, многу рано се јавуваат првите организирани христијански заедници. Периодот на мир и просперитет од првиот до вториот век на нашата ера ќе биде сериозно нарушен во времето на големата криза во третиот век. По падот на династијата на Северите во 235 година многу брзо доаѓа до разгорување на граѓанските војни во Римската империја. Императорите, само што ќе стапнеле на власт, веднаш биле убивани и заменувани со некој друг несреќеник, кој само што ќе го ставил царскиот пурпур, не можел да се надева дека ќе поживее нешто подолго. Легиите ги напуштале границите и се свртеле едни против други. Така сега, минувањето на една римска војска низ провинциите не значело носење на ред и мир, туку напротив разграбување и рушење, бидејќи војниците, наместо како заштитници, повеќе се однесувале како освојувачи на туѓа територија. Ова било искористено од барбарските племиња кои ги пробиле одбрамбените линии по Рајна и Дунав и навалиле во внатрешноста на царството. Поради тоа, оставено без заштита, локалното население страдало не само од војските на узурпаторите, туку и на барбарите. Се разбира, ни Македонија не била поштедена од хаосот што настана. На Балканот особено зачестиле упадите на готите и херулите во 260-тите години, кога успеале да се пробијат дури до Атина. Ситуацијата полека почнала да се стабилизира во времето на Диоклецијан по 284 година и борбите повторно почнале да се водат подалеку од Македонија. Но тоа веќе не бил истиот свет. Откако еднаш ги пробиле границите, барбарските навали продолжувале со несмален интензитет. Некои области биле мощно опустошени, а економската состојба трајно нарушена. Вербата пак на населението во несовладливоста на римските легии и римскиот цар била сериозно разнишена. Но и покрај сето ова, Македонија се чини дека била меѓу оние провинции кои побрзо се опоравиле. Згора на тоа, бидејќи барбарските напади сега продирале многу подлабоко во внатрешноста на царството, стратешкото значење на Македонија, кое во времето на римскиот мир делумно опаднало, бидејќи границата и војската биле поставени многу по-на север, повторно пораснало. Во тој период и Галерий, еден од четворицата владетели, за своја резиденција ја избрал Тесалоника. Тогаш била изградена и портата над Вија Егнатија, како и ротундата северно од патот. Јужно од неа пак бил изграден палатален комплекс,
Подоцна и други императори, на пример Теодосии, ја одбирале Тесалоника како привремена резиденција. Во времето на Диоклецијан биле спроведени и административни реформи, при што биле формирани нови типови на управни единици, а пак провинциите главно биле поделени на помали единици. Подоцна, од провинцијата Македонија биле одвоени Тесалија и Епир. Во следниот период, иако не е сосема јасно, точно кога и провинцијата Македонија била поделена на две провинции. Со тоа, фактички престанува да постои старата римска провинција, чии почетоци се врзани уште со создавањето на меридите по битката кај Пидна. Меѓутоа, како што се покажало, времето на Диоклецијан и Константин било само мал одмор на стабилизација за од втората половина на 4 век да дојде до нова, уште посериозна криза. Но со тоа полека се приближуваме кон преодниот период, кога античкиот свет полека згаснува, за на негово место да се појави еден мощне различен свет и од верски, и економски, и политички аспект. Во тој изменет свет се менува и улогата на Македонија, која повторно ќе се најде на удар на барбарските племиња. Но судбината на Македонија во овој период е веќе дел од една друга приказна.